Добро вечер, почитувани гледачи. 2 недели не сме се виделе, затоа што минатиот петок имавме емисија снимена надвор и беше емитувана студиото веќе монтирана, а ова што сега го гледате е директно вклучување во вашите екрани. Вечерашната емисија ТВ интервју има една специфика што ќе разговарам со еден човек кој е по многу нешта интересен, а основното зошто е во нашето студио е да видиме како оди генезата на развојот на македонско општество од аспект на дали вистинските луѓе се на вистинските места. Имено насловот на оваа емисија е со една правничка терминологија тенки обвиненија за дебели казни. Станува збор за оние луѓе што се осудени со правосилни пресуди и лежат во затворите, а нивната вина се уште не е докажана или се уште е во процес на докажување. Да не должам, мој и ваш гостин вечера во ТВ интервјуто на телевизија Сонце е господинот Ване Цветанов, поранешен директор на Управата за спречување перење пари и финансирање тероризам, а сега невработен. Добро вечер, господине Цветанов. Добро вечер, благодарам на поканата. Фала на Господ и фала на сопругата, супер. Дака. Го представив гостинот и реков дека тој е еден од оние што беа осудени за некои дела кои потоа излегува дека не се докажани. Познато е дека вечерашниот гостин мој и ваш беше осуден на 3-годишна казна во аферата Шпион за 3 дела, од кои што остана обвинението само за 2. Зашто бевте осуден, господине Цветанов? Вака, во една монтирана акција од страна на полицијата предводена од Гордан Јанкуловски и Сашо Мијалков, бев уапсен заедно со уште 20 луѓе. Низ медиумите кои што се мегафони на власта беше трубено дека ние сме шпиони против државата, дека имаме направено не знам какви штети. Врз база на притисоци од страна на полицијата и од страна на обвинителството, целата група со исклучок на еден или двајца беше држана во притвор година и 20 дена. Чекайте, извинете. Почитањето на почитањето на пресудата 5 мина излеговме од притвор, а останатиот дел од групата се уште се во притвор. Тоа сакав да кажам, значи од 16 септември 2013 година. Да ве прашам нешто. Не сме некои правници што го знаат правото во секоја точка, меѓутоа познато е дека во новиот закон за кривична постапка притворот е мерка за да се обезбеди присуство на обвинетиот во судот. И таа максимум може да трае колку? Согласно законот зависи за кое кривично дело, притворот може да трае година од давањето на обвинителниот акт. Но во Република Македонија нешто кое што е потврдено и во најголемиот дел меѓународни извештаи, како што е извештајот од Стејт департментот, извештајот од Брисел, од Европска унија, е нотирано дека оваа власт ја злоупотребува мерката притвор за изживување врз луѓето, за тортура и пресија врз луѓето. И од искуство и она што можам да го кажам, запознавајќи ги најголемиот дел на луѓето во притворот, читајќи ги најголемиот дел на обвиненија, разговарајќи и во однос на докази, како за случајот Шпион, така и за случајот Фаланга, кој за жалеве беше потврден од апелација пред неколку денови, се пишуваат обвиненија без докази, се носат првостепени пресуди и на крај со некој договор помеѓу апелационите суди и врвот на ВМРО ДПМН се потврдуваат тие пресуди, односно се верификуваат и тогаш веќе за жал влегуваме во категоријата на криминалци со тапија. Еве за нашиот случај да искористам момент, нешто пред 3 месеци човек упатен во состојбите во судството и во тие подземни преговори помеѓу судии и врвот на ВМРО ДПМН ме информираше и ми рече ќе се потврдат случаите Монструм, Фаланга и Шпион. Најдосна до крајот на јануари 2016. Пред 2 месеци беше потврден случајот Монструм. Еве пред 4-5 дена го потврдија случајот Фаланга и сега е наред потврдување на случајот Шпион. Зошто? Затоа што судиите од апелација
се имате испазарено за своји лични благодети или некои се притиснати и уценети од страна на одредени структури, кои што се од оние темните структури на ВМРО, ДПМН и власта, и се приморани да ги потврдат казните без да ги читаат доказите, без да имаат предвид она што е напишано во жалбите од обвинетите, бегајќи од правдата, газејќи си ја професијата, газејќи си го достоинството, влегуваат во една сива зона каде што во некое друго време можеби ќе имаат и одговорност за овој злочин што го прават. А во крајна смисла, значи, ќе си имаат одговорност пред Господ во најмала рака. Поштовани гледачи, оваа емисија е во живо. Режијата на мој знак ќе ги објави телефоните и вие ќе можете да се јавувате во емисијава, да му поставите прашања на нашиот соговорник, евентуално да ме прашате нешто и мене, но при тоа ве молам да го држите на ниво она достоинство на јавниот збор, на јавната комуникација, за да не навлеземе во некои сфери на примитивизам. Рековме дека нашиот вечерашен гостин во аферата Шпион бил осуден на 3 години затвор, но прво било обвинението за 3 кривични дела, а потоа само за 2. Кое обвинение го симна обвинителството? Во текот на кривичната постапка беше повлечено обвинението за кривично дело шпионажа. Остана обвинението за злоупотреба на службена, за издавање на службена тајна и злосторничко здружување, кои што исто така, како и кривично дело шпионажа, не се воопшто подкрепени со никаков доказ, туку се една целосна небулоза и глупост. Не е ниту конструкција. Да речеме, најблаго кажано, една глупава клевета. Добро, што беше шпионажа, првичното обвинување? Кои аргументи обвинителството ги предочи пред судот? Видете вака, за да разговараме за кривично дело шпионажа, потребно ни е бајаги време за пред се гледачите да можат да го разберат битието на кривичното дело, суштината на кривичното дело, како број 1. Како број 2, треба да разговараме за состојбите во македонските безбедносни служби, која е нивната задача, која е нивната улога, за на крај да разговараме конкретно за битието на кривичното дело во конкретниот случај шпион. Зошто? Ако во 2006 година, со доаѓањето на власт на ВМРО ДПМН, се случи една узурпација, значи во еден период од 2006 до 2008, узурпација на македонските безбедносни служби и вртење на текот на работата на службите наместо за интересите на државата, за интересите на фамилијата на власт, односно луѓето вработени во сектор разузнавање да разузнаваат за фирмите на конкуренцијата, луѓето вработени во сектор контраразузнавање да работат за потребите на семејството, а не на државата, се случи едно обезличување на македонскиот безбедносен систем. Како број 1. Како број 2, луѓето кои што имаа капацитет да речат не на одредени работи, во најмала рака беа ставени голем дел од тие луѓе во случајот шпион и беа етикетирани како шпиони за утре да биде нарушен нивниот кредибилитет. Еве сега ќе видите во самите јавувања на гледачите, кај некои гледачи, нема да се обраќа внимание на темата на разговорот, нема да се обраќа внимание на тежината на она што би го кажал, нема да се обраќа внимание на веродостојноста на она што би го кажал од каде го знам, туку ќе се оди со гола етикета, ти си шпион. Ти си ваков, ти си онаков. Власта многу умешно го направи тоа, за да може да манипулира со одредени своји послушници, кои тоа го прават или од незнаење, или го прават од лични финансиски цели и интереси. И за жал некои 10% од македонските граѓани се ставени во една таква неубава функција и да се навратиме на главното, овој конструиран процес, наречен шпион, беше направен точно со цел да бидат оцрнети одреден круг на луѓе кои што се професионалци во својата област, кои што имаат капацитет да ги согледаат состојбите или ги согледале лошите состојби кои што ја водат државата во погрешна насока. Еве, погледате, денеска значи се случува оставка на премиер или не знам докаде се случуваат специјално јавно обвинителство, не се случуваат работи на политичката сцена кои што се резултат на одредена политичка криза и на колапсот на институциите во државата. Некој кој што успел да го согледа тоа и има капацитет да го соочи пред граѓаните, сега е етикетиран.
навлеговте во малку теоретски објаснувања, ме интересира точно, а и за гледачиве, во аферата Шпион рековме 3 кривични дела, од кои што обвинителството повлече едно за шпионажа. Што беше првото обвинение за шпионажа? Што ви ставија на това? Целиот обвинителен акт, јас реков и ќе повторам дека може да послужи како урнек во Академијата за суди и јавни обвинители, како не треба да се пишува обвинителен акт, без никакви докази, врз база на предпоставки, врз база на зборчињата можеби, веројатно, најверојатно и така натаму. Оној дел кој што беше за шпионажа беше побиен благодарение на Господ ќе речем и благодарение на упорноста на жена ми што го најде човекот кој што беше посочен како наводен извор на одредена информација кој што се покажа човечен пред се и со својата доблест и човечност се појави пред судот и сведочеше дека ниту рекол такво нешто, ниту се случило такво нешто, ниту пак имало можност затоа што и не сме се познавали. Доколку не се појавеше тој човек, доколку не беше совесен или доколку беше незаинтересиран, како најголем дел од луѓето, да рече, па што ако и да ме спомнале, јас немам врска со тоа, јас се уште ќе бев во притвор и се уште ќе ми беше на терет ставено и кривично дело шпионаж. Сега да ве прашам нешто што верувам и сите гледачи си го поставуваат. Вие сте сега на условна слобода, бидејќи во апелација се жалбите за другите 2 кривични дела. Дали сте премногу храбар или сте премногу сигурен дека решението на апелацијниот суд ќе биде поинакво од претходните, па сте слободни да ги изнесувате овие квалификативи? Не се плашите од некоја освета повторно? Каква поголема освета од ова? Нема од ова поголема освета? Значи, целосно сатанизирање на еден млад човек кој што во најперспективните години, најпродуктивните години од животот е етикетиран со етикетата криминалец, преку една фингирана постапка, на еден најбезобразен начин, што повеќе од тоа? Каква повеќе Добро. Почитувани гледачи, навлеговме во емисијава, молам режијата да ги објави телефоните на екранот и ги повикувам гледачите да се вклучат во емисијата. Продолжуваме ние понатаму. Кога беше уапсен и кога беше осуден Цветанов? Па разговаравме за тоа, ви го одговорив, 16 септември 2013 година. И како беше апсењето? Имавте најава или некако апанзас беше по турски? Не, тоа е тоа, да затвориме таа тема. Значи, помина како и сите фингирани филмски сценарија што ги прави власта апсење на луѓе кои што се политички противници. Она што е битно околу тоа апсење, многу пати бев поздравуван од луѓе и од кои излегов од притвор дека јас сум бил уапсен токму заради одмазда, заради моите политички ставови и моите несогласувања со врвот на актуелната власт. Добро, сега, кога ги спомнавте тие ваши политички ставови, мене ми е многу добро познато дека пред 2006 во регионот на вашиот роден крај, тоа е Кочани, Виница, Чешиново, Облешево, сте биле координатор на партијата ВМРО-ДПМНЕ за да ги добие изборите во 2006. Познато ми е дека претеникот Владко Ѓорчев, кој беше кандидат во таа изборна единица, беше вашиот директен поддржувач за да направите кариера. Дали добивте некоја поддршка од тие луѓе таму, кога бевте осудени? Вака, ја избегнувам свесно... Извинете, Цветанов. Режија, дали имаме гледач на линија? Ало? Ало, да, добро вечер. Добро вечер, повелете. Да се поздравам емисијата. Да? Да го поздравам пред се гостинот и да му честитам за храброста што се појави во емисијата. Да? И би сакала да кажам, иако не го знам лично, го следам неговите случувања, жално, навистина жално што ваков човек не е повеќе на таа функција каде што беше и што заврши тамо каде што заврши. Се надевам, како што вели тој со Господ, напред дека правда си го добие своето. Само толку имав да кажам, поздрав до вас и до емисијата, секое добро. Благодарам.
Цветанов, добивме прва подршка. Кој е одговорот на поставеното прашање претходно што е прашав? Значи, во она што разговаравме за општината Чешиново Облешево, во 2006 година јас бев на позицијата председател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Чешиново Облешево. Така? И дадов свој придонес во победата на ВМРО ДПМН во 2006 година. Во тој период јас бев убеден и верував дека Никола Груевски е хуман човек, човечен, дека е човек со интегритет, човек на кој што може да му се верува, човек кој што сака да и помогне на Македонија. Но со текот на времето, запознавајќи го лично и гледајќи ги работите од страна на функционер кој што е директно вклучен во одредени работи и состојби во државата, успеав да видам дека сето она што се говори пред јавноста, пред народот, е всушност една лага и во 2010 година с доброволно си дадов оставка од функцијата и во мојата оставка јас посочив дека давам оставка од функцијата директор на управата за спречување и перење пари заради лицемерната борба на премиерот во борбата против организираниот криминал и корупцијата. Сето она кое што го кажав, можеби денеска немаше да има толку голема политичка тежина, ако не беа политичките бомби кои што ги слушавме минатата година, каде што се потврди што прави премиерот со плацевите на Водно, со фирмите од Белизе. Добро, тоа е во ред, познато. да знаат го гледачите. Значи да се види како премиерот колку е хуман, како вели за некој што му руши зграда дека му тече низ панталони, како премиерот вели дека треба да му се влепат 3 шамара на Андреј Жерновски. Значи успеавме да го видиме лицето кое што јас го познавав и во 2010 година посочив каков ни е премиерот. Не, во ред. Тоа е во ред. Меѓутоа, кога бевте во 2006 на крилата на победата, Добро. 2006. Добро. Дали го заборавивте она признание на Љупчо Георгиевски во парламентот дека премиерската функција го расипува човекот? Го имавте во предвид за толку висок степен на расипаност, значи зависи каква роба е човекот. Ако е кварлива роба се расипува. Ако е здрав организам нема да се расипе. Преку својот личен пример докажав и покажав дека не секој се расипува заради пари, моќ и интерес и не секој јаде живо месо, односно нечии животи, не секој зацрнува судбини. Ние тука разговараме за апсења, за притвори и така натаму, а јас најодговорно ви тврдам дека најголемиот дел од луѓето кои што лежат во притвори се невини или немаат ни 10% направено од она кое што го прави актуелната владеачка гарнитура, која што ја оплячка Македонија. Дали знаете колку се 500 милиони евра годишно? Во сума, не, да направиме споредба. Тоа се 15.000 станови, господин Аџиевски. 15.000 семејства може да добијат кров над глава ако оваа власт не краде толку, без усул. За 10 години има украдено 150.000 станови. Или да ви пресметам другачие. Од секое домаќинство во Македонија, директно од джебот, имат украдено по 10.000 евра, по една нова кола. Дали имаме нов гледач на линија? Добро вечер. Добро вечер. Среќна и убава вечер на вас и на вашиот гостин. Вака, не е само Никола Груевски тука крив за него. Меѓутоа неговата тајфа што се да накажам така попросто, неговата тајфа може тоа му кажуваат брда и долини и он ги слушал затоа. А за друго не знам дали е толку крив или не. А меѓутоа и СДС не сам многу китка за миришење. Толку од мене ви благодарам за стапеното време и пријатно. Пријатно, благодарам. Цветанов, имате ли некои спомени од сивиот дом, односно од затворските денови, што може да ги споделите со нашите гледачи некои искуства? Не сте прв човек што бил во затвор, па е сега на слобода, сум разговарали со други. Какви се вашите искуства таму? Искуствата се да не му даде Господ таков живот и на најголем душман. Значи, доколку се случи притварање на некои луѓе од власта, пред се би посакал да се подобрат условите во притворот, бидејќи таму условите се нечовечки. Во однос на храна, во однос на хигиена, во однос на здравствена заштита. Фала му на Господ, пак ќе речем, што сум жив и здрав и благодарност на сопругата што не ме остави без храна, бидејќи праќаше пакети со храна од дома, не ме остави нечист, неперен, без алишта. Но искуството таму се добри во делот на запознавање на квалитетни луѓе. Затоа што едно време во притворот стекнав впечаток дека
практично нормалните честните луѓе се во притворот, а дека апашите се надвор. Значи, таму сретнав толку драги пријатели, кои што до денес ми се пријатели, кои што биле наместени затоа што не продале фирма на некој од власта, затоа што не сакале да дадат бизнис или хотел на некој од власта, затоа што не сакале да слугуваат на власта, или затоа што не сакале да завршат некоја услуга или нарачка на некој од власта, завршиле монтирани во некоја од нивните афери давани по телевизија, кога апсат големи групи и така наречени големи криминалци, завршиле во притвор. Но искрено во Македонија имаме сериозен дефицит на правда. Имаме сериозен дефицит на човечност пред се и во судството и во обвинителството. Тие луѓе газат и врз сопствено достоинство, и врз право, и врз устав, и врз закони, само да ги исполнат нарачките кои што им ги дава некој член од фамилијата на власт, за да се освети фамилијата нормално. Цветанов, мислам дека во емисијава добивте малку повеќе крв во главата и малку да ја спуштиме топката. Ме интересира следново. Вие како човек кој имавте сјајна кариера, можам да кажам, во управата за спречување пари и спречување финансирање тероризам, одеднаш завршивте таму кај што завршивте. Дали чувствувате дека вашите квалитети некој ќе ги забележи, па повторно ќе ве вклучи во некои институции да дадете придонес кон градењето на Македонија? Видете вака. Власта се добива на избори. Политичките партии излегуваат со одредени платформи пред граѓаните. Прашањето е што ќе препознаат граѓаните и во кого би препознале. Но јас и во мои разговори со членови на ВМРО-ДПМН кои што си ја сакаат партијата, тврдам дека оваа гарнитура на власт мора да изгуби на избори за да се спаси и ВМРО-ДПМН од овие окупатори на партијата. Значи, фамилијата на власт е зло кое што го окупираше и ВМРО-ДПМН. Да се навратиме на темата. Значи, доколку некој кој што со политички кредибилитет, со одредена програма, на кого би му се верувало, за разлика од сегашниве на кој што синоќа премиерот најавува ќе излегол со програма. Па тој во 2008 година излезе со програма кај што најави 8 милиарди инвестиции, каде му се? Или да се подсетиме на неговите сечења ленти на индустријски зони во Берово, празна е. Индустријска зона каде ќе правиш Уранковце, празна е. Сечење ленти, камера и празна е. Значи, на таков човек не треба да му се даде ниту легитимитет, ниту пак би сакал да бидам препознаен од некој таков и да добија можност. Дали верувате од некој што ја сака Македонија? Дека во македонското гласачко тело има луѓе кои ќе го препознаат тоа што вие го велите? Дали нема гласачкото тело повторно да потпадне под пропагандата, бидејќи нели знаеме од медиумите се оние што го кројат јавното мислење? Видете вака. А актуелната власт има доста медиуми под своје. Во моментов се одвиваат преговори за исполнување на точките предвидени во договорот од Пражино, каде што се и медиумите, не случајно, затоа што еден од главните лостови на овој режим се медиумите. Јас верувам дека меѓународната заедница ќе им воочи на луѓето од власта дека заврши времето на лицемерие, на лагање, непочитување на договорените работи и ќе има конкретни точки, впрочем и знаете, предвидени во договорот, но ќе мора да се имплементираат докрај и според моја проценка за некои си месец и пол до 2 ќе се случи многу поинаква состојба во медиумите, ќе дојде до слобода во медиумите, така да политичките чинители и партиципиенти на политичката сцена ќе имаат малку по-фер простор да ги презентираат своите политички проекти, односно програми за следните избори кои што ќе се случат, не знаеме уште дали 24 април или јуни. Да не навлегуваме во тие шпекулации. Ме интересира нешто друго. Ова што вие сега го пласирате во оваа емисија ми дава за право да заклучам дека по излегувањето од притвор, ова ви е ваше второ појавување во јавноста или прво? Второ. Второ. Да. Како оцените што медиумите ве игнорираат? Па не би рекол дека ме игнорираат. Јас имам одбиено 5-6 покани за гостување во телевизии, од причини што ценев дека е премногу рано да се појавам во јавноста,
со сета вистина, што имам да ја кажам, од причини што злобата и одмаздата кај врвот од власта можеше да ме врати во притвор многу побрзо, можеа да се одмаздат на најподмукли лицемерни, гадни начини, својствени за нив, но со самиот факт што сега имаме нов министер за внатрешни работи, се чувствувам многу побезбедно и можам да говорам побезбедно затоа што мислам дека не може да се случи ако некој се нашмркал 2 линии кокаин и крене телефон, одете апсете го ване. Значи, мислам дека такво нешто нема да се случи. Сега за сега. Добро. И затоа говорам и гостувам во емисија, инаку пред тоа одбивав покани за емисија. Каква беше вашата комуникација со Зоран Божиновски? Со Зоран Божиновски сум се видел еднаш. И она што се случи тогаш и го кажав и пред судот, значи во тој период тој бараше од мене интервју за одредени работи поврзани со мојата поранешна работа. И јас му кажав како на новинар дека не можам да говорам за тие работи затоа што се класифицирани информации и подлежат на кривична санкција. Се разделивме и потоа и не сме се сретнали, ниту сум го видел, тоа е 2011 година. Се видовте во Македонија, во Србија, во Бугарија, каде? Не, во Бугарија. Во Бугарија. Да. И дали тоа беше мотив да ви го наместат кривичното дело шпионажа? Па јас реков дека во процесот шпион се ставени луѓе кои што пречеле на власта и кои што имале сериозен капацитет да ги разоткријат гнасните и валканите игри против Македонија и македонскиот народ. Значи, таму имате разузнавачи, контраразузнавачи, новинар, поранешен директор на управа за спречување перење пари, луѓе кои што имале капацитет да видат некои работи и се бореле за некаква правда во државата. И на некој му текнало, во стилот ми текна, знаете, од бомбите, да ги стават сите тие луѓе на едно купче, како што исто велеше на купче оној што сака да става и да ги решава сите, онака, на негов начин, и да завршиме во притвор на противзаконит начин. Да завршиме во притвор надвор од здравиот разум и надвор од правниот од принципите на правниот поредок во Република Македонија. Сега едно хипотетичко прашање. Вие рековте дека обвиненијата со кои што сте осудени и вие и оние сите други што беа офатени со таа афера шпион, обвиненијата биле на многу тенки, со тенки аргументи, односно без аргументи, пресудите биле исто така необразложени. Дали упативте представки до Советот до Судскиот совет, за да Судскиот совет како регулаторно тело ги преиспита тие обвиненија и пресуди? Според правото и правниот поредок во Република Македонија постои тек на правната постапка. Прва е првостепена кривична постапка, така. Потоа следи апелациона, а потоа следи Врховен суд и така натаму, а последна инстанца е од кој ќе се исцрпат сите можни правни лекови во државата, како што е и реакција до Судскиот совет, кој што е партиско тело, ПАТЕМ. Значи, не верувате во неговиот капацитет, а? Да верувам во судики од типот на Сваровски судики, на судии од тефтерчето на Горде, да верувам на таков тип на судии, кои што реагираат на ало, а не на закон. Како? Кога сте на слобода сега, комуницирате со луѓе. Видов на едно место дека сте оствариле контакти со обвинителот Марко Зврлевски. Точно е тоа? Да, јас го кажав во минатата емисија. Точно е тоа. Случајна средба беше. Случајно се сретнавме. Ме покани као поранешен колега или човек со кој што сме имале професионална соработка. Се сретнавме и човекот се најде збунет во време и простор во однос на политичките зменувања во држава и во однос на она до кој степен и на кој дередже дојде обвинителството во Македонија, за да мора меѓународниот фактор да наметне, затоа што
кризната состојба го наметна тоа, да мораме да имаме специјално обвинителство и фала му на Господ што го имаме тоа специјално обвинителство и јас верувам во капацитетите на тоа специјално јавно обвинителство, затоа што она што го гледам што го прави тимот на Катица Јанева и од аспект на техника, и од аспект на ресурси што предвиде, и од аспект на акционен план, и од аспект на законски измени и она што го следам секојдневно што го прават, јас гледам дека тој тим работи по сите меѓународни стандарди. И верувам, и видите дека ќе се уверите дека тоа обвинителство кое што работи според законите во Република Македонија, за некој одреден период ќе почне да апси вистински криминалци. Ќе го видите тоа. Дозволете. Режија ве молам, ако може да го добиеме обвинител од Маркос Врлевски на телефон. Ако го добиете, ве молам да ни дадете сигнал. Што ви рече Маркос Врлевски кога разговаравте? Кога му ја кажавте целата ситуација? Кој беше неговиот коментар? Па најнакратко, му обетала Ѓорги Иванов 2, не си ја знае, односно не се меша во својата работа. Знае дека е така, но што да прави? Крена раменици, а? Па, нешто во тој смисол. Добро, Цветанов, сега едно прашање кое ќе биде вака завршница на овој дел на интервјуто. Ако обвинителството е на така ниско ниво што не може да продуцира аргументирани обвиненија, како што велиш, судството е во прангите на политиката. Имаме поплава од криминал. Дури и во врвовите на власта, што беше покажано со бомбите. Која е твојата предпоставка? Што ќе се случи со Македонија? Во кој правец се движи? Па одговорот од ова прашање го исцрпивме деломно и во претходниот дел, затоа што јас сум убеден дека Катица Јанева и незиниот тим пријатно ќе ја изненадат македонската јавност која што е желна за правда. Македонскиот народ кој што сака да види правда, да ги види вистинските криминалци, оние кои што ја уништија еднината на оваа држава, кои што иселија 600.000 луѓе од државава, кои што оплячкаа 5 милиарди евра пари, кои што се равни на 150.000 станови, или оплячкани по 10.000 евра од секое домаќинство за овие 10 години, дека тие криминалци ќе завршат онаму каде што им е местото, дека ќе се создадат услови во Македонија за конфискација на украденото, за враќање на украденото. Јас верувам со многу висок степен на доверба во капацитетите на Катица Јанева, на низиниот тим, и верувам дека преку нив македонскиот народ ќе ја има можноста да почувствува што е правда, да ги види вистинските злосторници таму кај што им е местото. Но ако ќе биде еден од лостовите за демократијата. Ако абсолвираме дека Македонија не е исклучок од ваква ситуација, во Бугарија претходно беше таа ситуација со валутниот борд, Грција знаеме во кои провали падна, Унгарија исто така има еден човек кој цврсто ја држи власта, Белорусија е таму, Македонија не е изолиран случај. Ова е светски процес. Во заткавказските држави исто така има луѓе кои владеат 20, 30, 50 години, се неменливи. Видите вака, пошто начнавте светски процеси, а следите геополитика и сте упатен, знаете дека Македонија мора да влезе во НАТО. Македонија не може да биде ставена во функција на Белорусија, Македонија не може да биде ставена, не знам, да биде мерена со некоја си држава која што е во Африка. Македонија, за среќа наша, се наоѓа географски на Балканот и Македонија мора да влезе во НАТО. Ако меѓународните светски играчи засртале дека Македонија мора да влезе во НАТО, за самиот прием во НАТО, вие знаете самите кои се критериуми треба да се исполнат за да влезе во државата. Првиот критериум е владење на правото. И понатаму, сето она кое што го нарушува владењето на правото. И функционалност на државните институции. Значи, Македонија дојде на дневен ред на големите светски сили, благодарение на големата политичка слика, и доаѓа време, овде е на раскалашена власт која што се однесува како мало дете во однос на светските политики, да си добие она што си го заслужува, една мала казничка и да биде пример за останатиот дел од регионот, за да може оваа држава да профункционира нормално. Не велам дека никаде нема криминал, не велам дека никаде не постои корупција.
не постои држава во светот во која што има нулта стапка на корупција или криминал. Но во Македонија фамилијата на власт успеа да ги стави под контрола сите форми на корупција, криминал и така натаму и да ги канализира во сопствен интерес. Плюс медиумите, плюс преземањето на институциите, можеме да заклучиме дека станува збор за еден режим кој што не му е местото да обстојува во една држава која што се наоѓа на Балканскиот полуостров во 21 век. Режија, дали имаме некој гледач на линија? Нема. Одиме натаму. Аферата пари во шише. Добро. Првиот човек на МПМ Срđan Керим, кандидат за генерален секретар на Обединените нации, беше фатен на границата со Унгарија. Неговиот возач, колку пари имаше во шишето не е сега битно, битно е дека беа најдени пари што не беа легални. Дали тоа беа дел од оние пари кои го ја чина таа маса од 5 милиарди? Милан, цело време се обидувам да го потенцирам системот за организиран криминал во Република Македонија, да го појаснам пред гледачите системот на организираниот криминал кој што е воспоставен во столичен од страна на власта, кој што го јаде општеството, а ти ме прашуваш за изолиран случај кој што е дел од целиот тој систем. Да, меѓутоа како илустрација. Но затоа што се популаризираше тој случај и сите се фаќаат за него затоа што излегол во јавност. А другите не ги знаат, а? Има многу поголеми случаи, многу посериозни случаи. Има случаи кои што доколку би ги знаел обичниот гледач би му се згрозило од власта и од тие луѓе. А вие ги знаете? Па затоа што ги знам, завршив таму кај што завршив. А сега не можете да ги кажете за нашите гледачи? Нешто што не е објавено во јавност е класифицирана информација и не би можел да го потенцирам, но јас затоа не случајно реков. Има специјално јавно обвинителство, има други времења, ќе излезе се на виделини. Да се вратиме на периодот 2006, 2008, 2009, 2010. Додека бевте директор на Управата за спречување перење пари. Тогаш вие имавте можност да ги проучувате сите информации што доваѓаат до вас. Вашиот тим во агенцијата беше оспособен да ги обработи. На кои институции во државата вие ги доставувате вашите извештаи за натамошно процесуирање? Види вака, работата на Управата за спречување перење пари е предвидена во Законот за спречување перење пари, кој што е јавен. Исто така, работата на Управата за спречување перење пари во периодот кога јас сум раководел со таа институција, 2006-2010, е целосно евидентирана во извештаите на Управата за спречување перење пари, кои што се јавни документи и стојат на веб страната на таа институција и може секој заинтересиран да ги прочита, да се запознае со работата на институцијата, со резултатите направени во тоа време, со сето она кое што е направено за да биде ставена на институција во функционална состојба. Не би можел да одговорам на вакво прашање во некои си 5 минути до 10 минути. Тоа е комплицирана материја и да, меѓутоа, до кои институции вие ги доставите вашите извештаи и дали добивте некој одглас, односно фидбек, како се вели со модерен јазик, дека тоа е процесуирано, до каде е стасано и така натаму? Согласно законот и согласно правилниците на самата институција, предметите кои што биле резултат на сработеното, биле доставувани до Министерството за внатрешни работи, до УБК и до Јавна безбедност, до Финансова полиција и до самото обвинителство на Република Македонија. Тоа се доставени материјали, архивирани, постојат и тие истите можат да бидат една добра почетна точка за едни сериозни истраги во некое друго време кога би имало некакво владење на правото во Република Македонија и кога би завршило ова лудило кое што и оваа мака која што ја нашла државата. Сега ќе ве подсетам на еден случај, убав мајски ден пред јавното обвинителство кое тогаш се наоѓаше во судската палата. Ване Цветанов дојде да му предаде на тогашниот јавен обвинител Шврговски еден куп документи со кои што се докажува она што го имавте како агенција за сознание. Како заврши таа постапка? Ги прими Шврговски, ги процесуираше? Видите вака,
Во тој период самиот обвинител во една негова изјава во Извинете, ми медиумите дава сигнал дека имаме гледач на линија. Ало? Ало? Се исклучил гледачот, одеме натаму. Во тој период државниот обвинител Шврговски во една изјава самиот потенцираше дека не е запознаен со тогашните случувања, односно непријатни случувања помеѓу мене и председателот тогашен антикорупцијска, и рече дека не знае за што станува зборот, каде јас би имал притисоци и од кого се, и во контекст на тоа беа доставени извештаи од моја страна до обвинителот. Односно беше доставено сето она кое што било доставено и во изминатите 2 години. Извинете, ќе ве прекинам. Да. Ало, дали имаме гледач? Ало? Ало, да. Добро вечер, кој се јавува, молам? Добро вечер, гледач од Скопје се јавува. Повелете? Гледам немате многу што се јавуваат, дали ради ракометот предпоставувам. Значи, ја поздравувам емисијата, многу убава емисија, многу кеф ми направи. Имате гостин, ала му вера. Значи, за храброста му честитам од искрено срце. И такви луѓе треба да има што почесто, убав, личен, строен човек, значи требало да го види пеколот. Значи убава и власта кој ќе стигнеш на пиедестал, ама еве какви работи се случуваат. Значи сето ово што го кажува е веќе паталец, многу го кажува и треба вакви работи, значи документирано ово да излезат на видео. Да добиваат во јавност, треба и за партија да се кандидира човекот. Не го познам лично, меѓутоа секоја чест за храброста, зашто ние пропаднавме од луѓе, од криминалци тука и не може да видиме сонце, како што се вика вашава емисија, само облаци. Во ред, Значи, ви благодарам на... Додека вака се краде алчност, значи да умрат другите, да живее некоја шака од луѓе, значи тоа ќе ни следува. Значи да не должам, барам форми некој како да се најде поорганизирано, да излезе на видео овој грабеж, уништување на македонштината. Ви благодарам на јавувањето, оставете простори за другите гледачи. Цветанов, ова беше едно од признанијата. Да завршиме со Шврговски. Како беше епилогот од вашата акција тогаш? Епилогот беше од моја страна доставување на сите тие материјали кои што ги сработила институцијата, Да, меѓутоа објаснување. обвинителството процесуираше нешто? Момент, ќе дојдеме и до тоа. Обвинителството нормално не постапи по сето тоа, по неколку месеци јас си поднесов оставка, но тие случаи не се застарени. Во тие случаи и случајот Телеком, пошто е јавен и можем да го коментирам, случајот Телеком беше сработен комплетно од страна на Управата за спречување перење пари. Беа пронајдени фирмите од Кипар од наша страна, беа пронајдени финансиските текови од наша страна. Се што е документирано и по кое што постапија американските државни органи, е документирано од страна на Управа за спречување перење пари. Во тоа време надлежен обвинител кој што го работеше овој предмет беше господинот Марко Зврлевски, кој што документираните криминали ги прогласи за без докази дека тука нема предмет. А во бомбите се уверивме дека затоа некој земал 2,5 милиони евра во джеп за да ги спречи судските постапки за тој предмет. Значи од наша страна било документирано, а некој земал 2,5 милиони евра. Така и со другите случаи. Цветанов, ќе дојдеме до тоа. Ало, дали имаме гледач? Ало, добро вечер. Добро вечер. Прво да го поздравам гостинот, кој е мој личен пријател. Да? Да му посакам се најдобро во новата година и да упатам едно лично прашање до него. Повелете. Зошто по животот не е играл онака како што барале дотичните особи и си го загрозил својот живот да се вози сега со автобус и да живее под кирија? Дали има некоја причина за тоа или чисто од свој личен аспект? Ако е тоа све, ви благодарам на прашањето. Цветанов, ќе Молам, одговориш на пријатно. гледачот? Секако ќе му одговорам и поздрав до него. Секако дека има причина. Причината е мојата верба во Бога и мојата љубов кон Македонија и мојот народ. Значи, да се вратам во можност и
да може да се врати времето, повторно би го поминал истиот пат, или може би со помудри потези, но не би се променил и не би посегнал по материјалното, односно не би сакал да си погазам собствена, да ги изгазам своите принципи, својот начин на размислување и својата човечност заради некои материјални работи кои што во животот минуваат. Ајде продолжиме. Имаме примери во иднина, некои што направиле многу пари, ќе гледате што ќе се случува. Јасно. Да продолжиме со аферата Телеком. Рековте дека некои луѓе зеле по 2,5 милиони евра, а Марко Зврлевски рекол дека тука нема случај. Точно. И така натаму. Точно. Зошто во Македонија се уште се молчи за тоа, а американците дадоа извештај, тие се по-транспарентни и гласни отколку нашите власти овде? Па овој случај е класичен пример за независноста во наводници на македонското обвинителство. Односно, онаму каде што има криминал, тие со сета свест и здрав разум потенцираат дека нема криминал. Односно, велат овде нема предмет. А онаму каде што нема предмет, за потребите на фамилијата, постапуваат, фингираат и прават да има предмет. А што... Затоа, еден ден, ќе си сносат одговорност. Затоа што она што било сработено од Управа за спречување перење пари, не е само Телеком. Вакви предмети се во некоја си вредност од 200 милиони евра. Значи, за кој што потенцијално е земен рекет од 100 милиони евра. Јас можам да говорам за случајот Телеком затоа што е излезен во јавноста и не подлежа на кривична одговорност. Так. Но има уште купишта други случаи кои што не се излезени во јавност, јас не можам да зборувам за тие случаи. Па добро, ќе дојде време и тие да ги видат светлина на денот. Кој беше обвинението против Слободан Богоевски кој се уште е во затвор? Во аферата Телеком. Тоа го спомнав минатиот пат во емисијата. Значи, и тогаш ги потенцирав надлежностите на управата. Управата има изготвено таков извештај и го пратила до МВР. МВР овде се потрудило од тоа што било пронајдено и малку да го измонтира и да го направи да биде многу, затоа што имале политички интерес да му наштетат на Слободан Богоевски. За разлика од други случаи, каде што имало и текако дебели докази за сериозни проневери на пари, за сериозни перења на пари, каде што МВР не постапило, туку напротив, некој си земал провизија во джебот. Дали имаме гледачна линија? Ало? Да? Ало, дали се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до вашиот гост. Ало? Ќе молам едно прашање. Да, повелете. Дали вашиот гостин може ми одговори, дали има информација? Каде завршија парите од аферата Фиком? Дали има некаква информација? Добро, благодарам ако е тоа прашањето. Знаеме нешто за Фиком? Овој случај не е целосно, значи беше излезен во јавноста. За овој случај на моја иницијатива и добра волја беше постапено од страна на управата и беа доставени одредени извештаи до одредени институции, но поради немање волја на власта за да се изготват одредени законски промени, затоа што овој случај е заплеткан во лавиринтите на она популарно наречено дупки во законите. Умешно направено од одредени типови на блиски луѓе до власта, адвокати и така натаму, овој случај е класичен пример за нефункционалноста на македонското судство и македонската правда. И не само за овој случај, за уште многу вакви случаи да се расчистат е потребна сериозна стратегија во делот на правната рамка во државата. Цветанов, потребни се измени на повеќе закони, така, затоа што со постоечките закони е невозможно да се конфискува имот на некој кој што е оттугил фирмата, односно е ставил во стечајна постапка фирмата која што ги оштетила луѓето, односно кои што купиле и станови кои што се продавани на еден стан на 3 семејства, ги зема парите, ја затвара фирмата, а парите ги извлекува на противзаконит начин, но на многу умешен начин и си ги троши како физичко лице. Времево ни истекува, а имаме нов гледач на линија. Ало? 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 Да? Добро вечер. Добро вечер. Се слушаме? Се слушаме, да, повелете. Поздрав до емисијата. Да?
Посебен поздрав до гостинот, Ване Цветанов, алал мајка што го родила. Ви благодарам на вашиот комплимент. И би му рекол, уствари би го заболил, да гостува на другите медиуми, посебно на 24 веси, на Телма, на Алсат, за да го слушне целиот народ во Македонија и да ја каже вистината, она што ја знае. Во ред, ви благодарам на вашите убави зборови. Почитувани гледачи, терминот за нашава емисија истече, а јас до мојот гостин имам уште две прашања. Катица Јанева, убеден сте дека ќе направи нешто што значи успешна приказна или ќе биде неуспешна? Денот се познава по утрото, така? Так. И ти сакаше поговорки. Така да, добро е утрото, сончево е. Цветанов, Европскиот суд за заштита на човековите права. Многу граѓани од Македонија таму наоѓаат сатисфакција. Дали вие, кога ќе заврши се ова, ќе се обратите таму за да добиете каква таква сатисфакција? Апсолутно. Апсолутно. Да сме живи и здрави само, нели? Иднината е пред нас. Ване Цветанов е човекот кој направи успешна приказна во Агенцијата за спречување перење пари, но заврши онаму каде што заврши. Кога денот ќе се раздени, сонцето повторно ќе огрее, Ване Цветанов ќе се занимава повторно со политика или со некоја помина работа? Искрено, немам некоја намера да се занимавам со политика. Не со политика директно во парламентот или туку како некоја институција државна да раководите која ќе придонесе да владее правото во Македонија? Како што рековте, прво да осамне денот, да дојде некоја нова ера, некој период во кој што би се создале услови за владење на правото, со Божја волја, доколку ми се даде некоја можност да помогнам на мојот народ, на мојата држава, радо би дал максимум од себе си. Доколку не, ќе се обидам да си го барам чарето, можеби и надвор од Македонија. Да сме живи и здрави. Поштовани гледачи, ова беше интервјуто на телевизија Сонце. Мој и ваш гостин беше Ване Цветанов, директор на Агенцијата за спречување перење пари, а потоа уапсен и осуден за кривични дела кои, како тој што вели, се неосновани. Верувам дека оваа емисија и покрај конкуренцијата со почетокот на Европското првенство во ракомет сепак привлече внимание. На мојот гостин му благодарам на учеството, а вам ви благодарам за вашето внимание. Довидување и пријатно.